Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Европските лидери постигнаа договор со банките да преземат 50% загуба на грчките обврзници како дел од напорите да се стави под контрола кризата во еврозоната. Следат вестите. Председателот на Европската Унија Херман Ван Ромпуј вели дека договорот ќе го намали долгот на Грција на 120% од бруто домашниот производ во 2020 година. Грчкиот премиер Џорџ Папандреу кажа дека тоа го прави нивниот долг издржлив. Американската државна секретарка Хилари Клинтон за Гласот на Америка кажа дека иранската армија станува се повеќе инволвирана во економијата на државата, односно дека армијата ја презема контролата во Иран. Повеќе за ова читајте на нашата веб страница. Гласот на Америка ви подарува компјутер. Кликнете "Ми се допаѓа" на нашата Facebook страница за да влезете во избор за бесплатен iPad 2. Добитникот ќе го објавиме на 15 ноември. Председателот Обама вели дека владата треба да направи се што може да го стави високото образование на дофат на секој американец, дури и ако цената на коледжот расте побрзо од инфлацијата или приходите. Колкав проблем е тоа за американците, ќе добиете слика од следниот прилог. Зборувајќи во Денвер, Колорадо, председателот представи план за помош на универзитетските студенти да ги намалат месечните рати на кредитите и консолидирање на нивниот долг. Почнувајќи во 2012-та, извршната акција Плаќај како што заработуваш ќе му возможи на студентите да го отплаќаат заемот до висина од 10% од нивните приходи. Тука се вклучени и начини кои на студентите ќе им помогнат да ги консолидираат федералните заеми по помала каматна стапка и намалување на шансите да паднат во неможност да го отплаќаат долгот. Председателот вели дека промените ќе им помогнат на милиони американци. Тоа ќе помогне многу млади луѓе да направат план како додат на коледж. Ќе стави повеќе пари во нивниот джеб откако ќе дипломираат. И бидејќи што ќе имате некаква известност, знаејќи дека тоа е само одреден процент од вашиот приход што ќе оди за отплаќање на студентскиот кредит, тоа значи дека ќе бидете посамоуверени и комотни да купите куќа или да штедите за пензија. А тоа ќе и даде на економијата поттик во време кога тоа очајно и треба. Председателот кажа дека програмата ќе ги намали месечните рати за овој вид кредити со кои се задолжени поголем дел од американците кои одат на коледж. Всушност, тој вели дека цифрата на американци кои ќе имаат корист од програмата е 1,6 милиони американци и тоа за стотици долари месечно. Обама кажа дека е лошо за економијата кога луѓето одлагаат купување на куќа или започнување на бизнис затоа што имаат заеми за отплаќање со илјадници долари кои ги земале за школување. Во документарец од 2006 "Кој го уби електричниот автомобил", режисерот Крис Пейн го истражува раѓањето и предвремената смрт на електричниот автомобил што оперира на батерии од средината на 1990-тите. Сега Пейн се враќа со одмаздата на електричниот автомобил. Во ова продолжение на љубителите на филмот им е дадена шанса од прв ред да го следат триумфалното враќање на електричниот автомобил. Уживајте. Одмаздата на електричниот автомобил е поглед од внатре на историскиот пресврт во автомобилската индустрија, снимен меѓу 2007 и 2010 година. Режисерот Крис Пейн профилира четворица лидери кои ги повеле нивните компании во нова насока за време на економска рецесија и владино спасување на автоиндустријата. Си рековме, ајде да се обидеме да влеземе внатре и да видиме како тие го прават тоа. Meet Bob Lutz, Mr. Horsepower. Подпредседателот на General Motors Боб Луц ја турка својата болникава фирма кон електричен автомобил што компанијата престанала да го произведува во 1990-тите. Сега GM се врати на голема врата со Chevy Volt. Discussing how Toyota was running away with the technological image and the environmental image and so forth, and I said, well, Volt излезе на пазарот во декември 2010. Еден месец подоцна во Детройт стана автомобил на годината на северноамериканското меѓународно автошоу. How you doing? Hey, Elon, how you doing? Good, how are you? Fine, thanks.
Случајно таму се среќаваат Луц и .com милиардерот Елон Маск. Маск го вложил богатството на Тесла Роудстер, првиот модерен електричен спортски автомобил. На представувањето во 2008 тој гледа светла иднина. Тесла ќе стави илјадници од овие автомобили на патиштата и се додека не видиме дека секоја кола на патот е електрична, нема да запреме. Ова е навистина почеток на почетоците. Но патот на Тесла е со многу пречки и речи се завршува со банкротство. Друг преземач на ризик е Карлос Гон, директор на Рено Нисан. Тој капитализира на Нисан Лиф, успехот на компанијата, целосно електричен автомобил за масовен пазар. Веруваме во голем профит на компанијата, ќе бидеме трпеливи, зашто тоа ќе промени се, целиот имидж на индустријата. Се работи за голем залог. Индустриските аналитичари велат дека продажбата на електрични автомобили до 2017 ќе стигне 360.000 во Соединетите Американски држави и околу 1,3 милиони во светот. Крис Пейн во филмот Одмаздата на електричниот автомобил сугерира дека раните купувачи на овој автомобил ќе помогнат да се напише следното поглавје на автомобилската индустрија: ера без бензин, добра за бизнисот, потрошувачите и животната средина. Во денешната глобална економија, кога полето за економска и секоја друга активност е израмнето, авторските права, заштитните знаци и лого се поважни од кога и да е. Што треба вие да знаете за тоа, ќе ви кажеме утре. Бизнисот ви е вреден колку што ви е заштитен. Интернет ве прави меѓународен играч. Ги знаете ли правилата? Гледајте повеќе во утрешен Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Подсетување и денеска не заборавајте да кликнете "Ми се допаѓа" на нашата Facebook страница за можноста да добиете iPad 2. А на нашата веб страница ќе најдете се што не влезе во оваа емисија. Ве чекаме овде повторно утре.